Благодарам, потпредседателе, почитуван премиер, почитувани представници на владата, почитувани колеги, почитуван господин министер Венко Филипче. Благодарам на одговорот и сериозниот пристап кон прашањето што на пензионерите им давате надеж дека со заедничко разбирање тој мал проблем заеднички ќе го решиме. Ова прашање го поставувам во координација со Сојузот на пензионери и секако со поддршка на раководството на партијата на пензионери и затоа ја користам оваа прилика да ви ги пренесам поздравите од раководството на Сојузот на пензионери. Замолен сум исто така да пренесам дека вие сте единствениот министер за здравство кој стапил во просториите на Сојузот на пензионери и не само еднаш, него повеќе пати и сте разговарали за нивните проблеми. Токму затоа посебно сте ценети и почитувани од оваа популација на граѓани. Поради граѓаните, сакам да потенцирам неколку реченици од моето писмено прашање. По конкретно, прашањето се однесуваше на одредени измени и дополнувања од Законот за здравствено осигурување, кое произлегува од потребата здравствениот статус на родителот како возрасно лице и хуманиот и социјалниот аспект за давање нега на член од семејството во период кога е тоа потребно. Ова особено се актуализира сега со актуелната здравствена ситуација со кризата. Во одговорот на прашањето охрабрува заклучокот со констатација дека треба добро да се преиспита целисходноста и економската оправданост на конкретниот предлог. Надоместок на плата да се исплатува од средствата за задолжително здравствено осигурување во случај на нега на старите родители, односно пензионерите, и покрај крајно хуманиот аспект на овој предлог. Имајќи во предвид дека пензионерите се најодговорна категорија на граѓани во исполнувањето на сите обврски кон државата, а и што овие измени нема да предизвикаат големи финансиски издатоци, очекуваме на разбирање и заедно со Сојузот на пензионерите и партијата на пензионерите да подготвиме предлог на закон за изменување на овој член. Благодарам, немам дополнителни прашања.